Во новото издание на DigiPlus, Apple го представи iOS 18.1 со Apple Intelligence. OpenAI ќе го лансира новиот AI модел ChatGPT-5 во декември 2024 година. Научниците ја постигнаа првата двонасочна комуникација меѓу поединци за време на сонување. Xiaomi го представи новиот Watch S4 со посветел екран и поддршка за eSIM. Научната фантастика станува реалност во туризмот. Во Германија промовирана виртуелна туристичка инфлуенса. Гледајте на до самиот крај. Време е за нова неделна дружба со нови 30 минути резервирани за дигиталните новитети и иновации. Добро дојдовте во DigiPlus, стартуваме веднаш со првите новитети. Apple го представи својот нов оперативен систем iOS 18.1 со иновативниот пакет Apple Intelligence, што нуди напредни функции базирани на вештачка интелигенција. Од подобрениот асистент Siri до нови алатки за камерата и заштита на слухот, оваа верзија носи големи промени за корисниците на Apple уредите. Компанијата Apple го представи својот надграден оперативен систем iOS 18.1 заедно со iPad OS 18.1 и iMac OS Sequoia 15.1, што со себе носи и Apple Intelligence пакет од функции засновани на вештачката интелигенција и технологијата на оваа компанија од Калифорнија, од Соединетите Американски држави. Apple Intelligence содржи голем број нови алатки, вклучувајќи ги и оние за пишување, што возможуваат и препишување, лектура и сумирање текстови. Промени има и кај асистентот Siri, која што е попаметна и пософистицирана, а може да се користи и четбот за одредени прашања. Апликацијата Photos исто така е подобрена. Тука е и новата функција Clean Up, која има можност за компресирање на известување и режими наречени Reidus Intelligence, што со помош на вештачка интелигенција ги покажува само најважните известувања. Надградена е и апликацијата Mail. Покрај ви функциите iOS 18.1 овозможува и подобра контрола на камерата и брзо префрлување на предната камера на сите модели на iPhone од 2024 година. Просторно сликање фотографии и снимање во новиот режим на така наречената просторна камера. Новостите ја вклучуваат и новата функција AirPods за тестирање на слухот на корисниците, како слушно помагало од клиничко ниво се наведува. Режимот за заштита на слухот ја минимизира изложеноста на гласна бучава во околината и е компатибилен со слушалките AirPods 2. Сите повици може да се снимаат, пошто е можно да се добие нивниот транскрипт во апликацијата Белешки, со автоматско известување дека повикот се снима. Инаку, креирањето на виртуелни Memory Movies и другите функции на Apple Intelligence засега се достапни само на англиски јазик, се вели во известувањето. Компанијата OpenAI во декември ќе го лансира својот најнов AI модел ChatGPT-5, кој ветува револуција во индустриите каде што прецизноста е клучна. Со името Orion, новиот модел е дизајниран за поголема точност и сигурност во здравството, финансиите и правосудството. OpenAI најави дека во декември 2024 година ќе биде лансиран нивниот нов AI модел познат како ChatGPT-5. Овој модел е дизајниран да ги напреди капацитетите на вештачката интелигенција, да ги намали грешките и да постави повисоки стандарди во важни индустрии како што се здравството и финансиите. Новата верзија наречена Orion ќе постави нови стандарди за примена на вештачката интелигенција во здравствените услуги, финансискиот сектор и правосудството. Овие области бараат висока прецизност, а моделот е оптимизиран токму за тоа. Со подобра способност за предвидување и длабоко учење, Orion ветува намалување на грешките при високо ризични ситуации, каде прецизноста е клучна. Една од најголемите иновации кај ChatGPT-5 е интеграцијата на долгорочно размислување во процесот на одговарање, што возможува попрецизни и поодговорни резултати. Овој модел има за цел да помогне во сложени одлуки и анализи, што е од голема важност во здравството при диагнози или во финансии при управување со ризици.
Според OpenAI, ChatGPT-5 ќе овозможи ново ниво на интеракција и доверливост, со фокусот на етичка употреба и сигурност на податоците. Во продолжение ви представуваме откритие кое изгледа како да е излезено од научно-фантастичен филм. Компанијата REM Space објави дека го постигнала првиот успешен двонасочен разговор меѓу две лица додека тие биле во состојба на луциден сон. Истражувањето вклучило специјални уреди кои биле прикачени на главите на учесниците за време на нивниот сон. Овие уреди, поврзани на централниот сервер преку Wi-Fi, овозможиле размена на кратки пораки помеѓу сонувачите, користејќи уникатен јазик развиен специјално за комуникација во соништата. Полисомнографските податоци, како мозочни бранови и отчукување на срцето, се следеле во реално време додека зборовите се пренесувале од еден на друг учесник. Според директорот на REM Space, Майкл Радуга, ова откритие представува нова димензија на комуникација која може да ја промени еднината на човековата интеракција. Она што вчера изгледаше како научна фантастика, утре ќе биде вообичаен дел од нашите животи, изјави тој. Иако деталите од истражувањето се уште не се објавени во научни трудови, тврдењето на компанијата предизвика голем интерес во јавноста. Ова откритие сугерира дека во иднина би можеле да комуницираме со другите дури и додека сонуваме. Радуга објасни дека серверот препознавал кога еден од учесниците дал одговор и го пренесувал тој одговор на другиот учесник во моментов, кога и тој ќе постигнал луциден сон. Оваа технологија е во рана фаза, но предвидува дека двонасочната комуникација во соништата може да стане реалност за многумина. What's that? Brother, Ooh, baby, do you know what that's worth? brother, Ooh, heaven is a place on earth. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven our place on earth. brother, Heaven is a place on earth. А сега одиме вака. Xiaomi го представи новиот Watch S4 кој носи бројни подобрувања, посветол екран и поддршка за eSIM. Со класичен дизајн и напредни здравствени и фитнес функции, овој паметен часовник ветува ново ниво на функционалност и персонализација. Во рамките на големата премиера во Кина, Xiaomi го представи својот нов паметен часовник Watch S4 со значителни подобрувања и класичен дизајн. Овој модел е наменет за корисниците кои сакаат функционалност и елеганција во едно. Новиот Watch S4 е опремен со кружен AMOLED екран со диагонала од 1,43 инчи, стапка на осветлување од 60 Hz и осветленост од 1500 нита, што го прави еден од најсветлите часовници на пазарот. Рамката е отстранлива, што овозможува корисниците да ја персонализираат според своите желби, со широк избор на бројчаници. Една од главните иновации е поддршката на eSIM, која овозможува целосна мобилна поврзаност и без потреба од телефон. Часовникот има ротирачка мултифункционална круна и помошно копче, заедно со поддршка за гестови со раката. Опремен е со најновиот HyperOS 2 софтвер и поддршка за NFC, која е особено корисна за бесконтактно плаќање.
Во однос на спортот и активностите на отворено, часовникот е опремен со GNSS, систем за прецизно следење на движењето, подржувајќи над 150 видови тренинзи. За следење на здравјето вклучени се сензори за пулс, ниво на кислород во крвта, квалитет на сон и ниво на стрес. Батеријата трае до 15 дена со едно полнење, додека при користење на Always On дисплей функцијата, преметрењето се намалува на 5 дена. Часовникот доаѓа со две бои, црна и сребрена, со можност за избор на различни ремени. Цената на Watch S4 започнува од 117 евра, што го прави конкурентен и достапен избор во категоријата паметни часовници. Старосниот рейтинг за престојната игра The Legend of Zelda Echoes of Wisdom откри што Nintendo се обиде да сокрие, дека играта сепак ќе има повеќе ликови за играње. Ова информација, која се појави на веб страницата на Acer-B, предизвика големо возбудување меѓу фановите на серијалот. Според рейтингот, играчите ќе можат да управуваат со повеќе од еден лик, што представува значајна промена во традиционалната форма на игрите од серијалот. Серијалот The Legend of Zelda е познат по својата фокусираност на ликот Link, која обично е единствениот лик што играчите можат да го контролираат. Поведувањето на повеќе ликови за играње е голем чекор напред и отвара многу нови можности за приказната и геймплеот. Оваа новост доаѓа по долгогодишните шпекулации и барања од фановите кои сакаат да видат поголема разновидност и длабочина во играта. Nintendo се уште не ја потврди оваа информација официјално, но фановите веќе почнаа да шпекулираат кои би можеле да бидат новите ликови. Некои од најпопуларните теории сугерираат дека принцезата Зелда ќе биде еден од ликовите што ќе можат да се играат, додека други мислат дека ќе има целосно нови и оригинални ликови. Ова откритие го подигнува нивото на возбудливоста за играта, која веќе беше еден од најзначајните наслови на годината. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom беше најавена минатата година и оттогаш привлекува големо внимание со своите трейлери и промотивни материјали. Во нив се гледаат нови светови, непријатели и механики, кои ветуваат свежо и возбудливо искуство за играчите. Со на новото откритие за повеќе ликови за играње, очекувањата се зголемија уште повеќе. Оваа новост потенцијално може да ја промени динамиката на играта и да донесе стратешки елементи. Многу играчи веќе почнаа да планираат како ќе ги искористат новите можности, а некои дури почнаа да организираат онлайн дискусии и теории за тоа што може да се очекува. Ова само покажува колку е силна и лојална заедницата на The Legend of Zelda. Покрај тоа, ова откритие ги поттикна и шпекулациите за тоа како се развива приказната во новата игра. Фановите се надеваат дека повеќето ликови ќе донесат нови перспективи и длабочина во наративот, што ќе ја направи играта уште поинтересна и привлечна. Nintendo се познати по својата способност да изненадат и да донесат иновативни промени во своите игри. И изгледа дека The Legend of Zelda нема да биде исклучок. Во секој нов детај што се појавува, играта изгледа се подобра и попривлечна, што само е зацврстува незината позиција како една од најочекуваните игри на годината. They'll fight by your side. Monsters have different abilities, so choose the one you want to create based on the situation. Wisdom is key after all. Уште една иновација поврзана со туризмот. Овој пат ни пристигнува од Германија, на која ќе се задржиме во продолжение. Ќе ви ја промовираме германската виртуелна инфлуенсерка за туризам, но веднаш по рекламите од само неколку минути. Се гледаме за кратко. Еве назад, го гледате новото издание на Digi Plus и оваа недела со иновации и Digi вести, кои сметаме дека се најинтересни да ги споделиме со вас. Пред да продолжиме со следната иновација, да ве потсетиме на попустите кои само за вас Анхоч ги обезбедува и ова издание. И оваа недела нашите редовни гледачи можат да го скенираат QR кодот и да добијат електронски купон со попуст на некој од најактуелните производи. Па не е лошо да проверите кои производи се на попуст оваа недела, нели? А сега се враќаме на уште една интересна вест.
Германија го промовира својот најнов туристички адут, виртуелниот инфлуенсер Ема, создаден со вештачка интелигенција. Дали е виртуелен инфлуенсер вистинскиот начин да се привлечат туристи, ќе дознаеме сега. Hi, I am Emma, and I am the first AI influencer of travel destination Germany. I'm excited to take you on an amazing journey through this fascinating and inspiring country. Germany has so much to offer, from impressive historical sites to vibrant cities and beautiful landscapes. I'll be sharing stories about my travel experiences, activities, and traditions throughout Germany. And the best part? You can ask questions anytime, and I'm here to answer them gladly. So stay tuned and let's embark on this incredible journey through travel destination Germany together. Во Германија е представена првата AI инфлуенсерка за туризам, виртуелниот лик Ема, која привлекува внимание во светот на патувањето. Таа е млада, говори 20 јазици и нуди туристички совети за Германија. На последната презентација на германската туристичка заедница, Ема беше представена како иновативна амбасадорка за туризмот, создадена целосно од вештачка интелигенција. Ема се појави како виртуелен лик на пазарот на познати локации, како Брандербушката Капија и понуди виртуелни тури низ Германија. Овој AI проект има за цел да го популаризира туризмот и да им помогне на туристите да откријат Германија од нова перспектива. Покрај Инстаграм профилот, каде што редовно комуницира со своите следбеници, Ема користи и веб платформа за одговарање на прашања. Иако германската туристичка заедница ја промовира како револуционерна алатка, критичарите го коментираат недостатокот на автентичност на Ема. Некои туристички блогери и инфлуенсери изразуваат незадоволство, тврдејќи дека за промоција на една земја најдобри се луѓе со вистински искуства. На ова Ема одговара со својот стандардно оптимизиран коментар. Ова е нов чекор за дигитален маркетинг. Германската туристичка заедница ја гледа Ема како прв чекор во нова ера на дигиталната комуникација и навестува дека вакви AI амбиции може да има уште повеќе. Со ова Германија се придружува на глобалниот тренд на воведување AI во индустријата за патување, која претходно беше експериментирана и од Италија со виртуелна Венеција. Значи, според ова, инфлуенсерите се загрозени и нивната професија како инфлуенсери се разбира со оглед на тоа дека се станува виртуелно. Се оно што дефинитивно ќе биде интересно и во текот на следните денови ќе го споделиме со вас преку нашиот вебсайт digitv.mk, исто така и на социјалните мрежи каде што споделуваме со вас интересни информации и се оно што е поврзано со Digi+. Ако го сме веќе кај нашата емисија, до следната недела, ако нешто сте пропуштиле, сите изданија, па и ова, можете да ги најдете во целост на нашиот YouTube канал DigiTV.mk. Се гледаме следната недела на Телма во 13. Имајте убав остаток од денот.